Веќе 20 години како се врти една и иста мелница. Се постојано се врти во круг, несреќи, зулуми и откако ни ги земаа парите и ни ја испија крвта, сега сигурно се подготвуваат да ни ја одземат и душата. Тоа е свирепата и мрачна држава на Абдул Хамид. Османли, виновник за крвта што ќе протече е Абдул Хамид. Што велиш, брате? Да, добро е, брате. Многу убаво напишано. Благодарам. А сега што ќе правиме? Овие ќе ги наредиме едно по едно? Да, така е. Ќе биде малку тешко. Така е, ќе биде тешко, ама ќе научиме, брате. Така е. Така е. Првата етапа ќе биде тешка. Отворете! Реков, отворете! Да? Имаме наредба за претрес. Каква наредба? Од господинот Абдул. Дали знаеш ти, војнику, кој стои пред тебе? Јас сум стариот кајмакам на Песочан. Како се осмелувате да ме претресувате? Ама наредбата е таква. Војнику! Господине Дилабер, разбирам дека не ви е пријатна состојбата, но имаме наредба од господинот Абдул да ги претресеме сите куки. Ние не сме овластени да ви простиме. Ме разбирате? Разбирам. Тогаш Повелете. куќата на кајмакамот лично јас ќе ја претресам. Вие чекајте пред врата. Дадо, Хатиче премина ли е? Така рече тетка Бедија, така рече. Ние ќе бидеме Тетки ќе тетки. станеме, бе. Да, две мали тетки. Ставивте ли перница на грбот на Хатиче? Ставивме, мајко. Добро. Ама не сте и ставиле под нозете. Како да изставиме под нозе? Еве вака. Седи, Хатиче. Кога ќе разбере Рамис, многу ќе се израдува. А брат ми сигурно ќе спобудали од радост. Така. Хатиче. Моја мамо? Ох, моја убава керко, моја бела керко. Види, што ќе ти кажам. Вечерва, дојдете на вечера кај нас. Јас, за време на вечерата, ќе му кажам на Рамис Ефенди. Добро, мама, добро. Ајде јас да тргнам, Фатмичке. Овој убав фабер ќе го раширам по цело село. Ама немој да остане покуса. Аман, господјо Бедија, немој да слушне некој пред да слушне Рамис Ефенди. И Хасан да не слушне. Така е, и Хасан да не слушне, така е. Добро ли? Може. Не знам како ќе издржам, ама ќе ги стегнам забите и ќе ја сапнам буцката. Ај, отидов. Колку ќе издржиш, толку да се жива, господјо Бедија. Таман бе, душо, ајде. Господјо Бедија, срамота е, ама да те прашам. Ти зошто дојде денес кај нас, а? Ама јас заборавив, денес Се сум сети цело ли? шашардисана. Види, вашиот намик. Што му се случило на намик? Ти, како што посака, се видов со неговата мајка. Со мајката на невреста. Жената може, вели, момчето е убаво, вели, и Рамиз Ефенди, ако сериозно има намера, да се видиме, вели. Така ли рече? Точно така, вели. Сега веќе ти направи муабет со Рамиз Ефенди, нека поразговар со момчето. Добро, ќе му кажам. Не грижи се, господјо Бедија, не грижи се.
Стегни ги зъбите. Затвори ја устата, господјо Бедија. Издржи. Jarno. Ајде, ајде, ајде. Дај Боже да издржи. Дај Боже. Ајде, ајде. Отиде. Герко, Герко. А вие теткички ли сте, а? Чисто е. Преварајте ги другите. Значи господин Абдул дал наредба да се претресат сите куќи во Песочан, а? Така е. На сите патишта што водат и излегуваат од градот има стража. Свесен е дека тешко е да се изнесе така машината. И затоа претпоставува дека се наоѓа тука некаде. Да, точно. Ама пак лесно поминавме, брате. Да не беше командирот Джезми, не ќе можевме да се спасиме. Не може да се каже дека во целост сме се спасили. Како... Зошто мислиш така? Абдул е еден итар човек. Штом ќе дознае дека не си го напуштил местово, ќе се појави тука. Точно. Во право си. Треба да најдеш некоја причина поради која не си можел да го напуштиш Песочен, Дилавер. Некоја причина. Како можам да најдам некоја причина, бе, брате? Скоро 2 месеци има како ја напушти функцијата. Всушност, мене ми текна нешто. Што, кажи? Само едно нешто може да биде соодветно. Кажи, например. Заљубен си во девојка од Песочен и си одлучил да се ожениш со неа. Ха? Па добро. Алекс. Ако те видам со девојка муслиманка, нема иш да биде убаво. Само да ти кажам, а ти... Здраво, живо. Добар ден. Пријатна работа. Благодарам. Ова ли штала се продава? Да, Джабар Ефенди. Ама има многу за поправање. Малку треба да се поправи. И ќе биде Чија добро. ова? Колку пари бара? Господја Бедија е собственичка. Господја Бедија? Да, стројничката Бедија. Ќе и кажам, па таа ќе ви каже колку пари бара. Кажи и вечер дека ќе набидам. Добро. Ај се здрави. Довидување. Значи, господја Бедија имала штала. Па. Види тајар кој дојде? Види? Дојде Рамис Ефенди, столбот на мојата куќа. Радоста на Песочан. Пашата на млекарите дојде тајар. Види тајар. Какви се овие зборови, Фатма? Мед ти тече од уста. Рамис Ефенди, Што? сакам да ти кажам нешто. Кажи. Не може, не ти кажувам. Сакам да ти кажам нешто, рече. Јас кажи ти реков, ти ми викаш не може. Зошто не ми кажуваш? Каде си, бе, а? Сега не ти кажувам. За време на вечерата ќе ти кажам. Ќе ти кажам радосна вест. Молчи, бе, тајар. Радосна вест? Аха. Каква радосна вест? Тоа не можам да ти кажам. Ке кажеш или нема да кажеш? Ти реков дека нема да ти кажам. Ќе ти кажам за време на вечерата. Прво сакам муштулок. Не го кажав ова? Го кажав или не го кажав? Ете сега го кажав. Фатма, кажи. Рамис Ефенди, ај погоди. Вечерва, кој ќе ни дојде на вечера, а? Кој ќе ни дојде? Хасан и Хатиџе? Од каде погоди? Ова ли е радосната вест? Тоа не ти го кажувам. Може би така е. Фатма,
Па што има тука радосна вест? Секоја втора вечер доаѓаат, јадат, пијат, охо. Ајде, оди сега до шталата и врзи го ќамуш. Изми се и чекај да дојде вечерата. Ама реков прво, го сакам муштулукот. Фатма, види, прво веста кажи ми ја, па после ќе ти дадам муштулук. Ти ветувам. Ке ти кажам за време на вечерата. Ајде. Најдовте ли нешто, а? Не, господине. Ги проверивте сите куќи една по една? Да, ги проверивме, вклучувајќи и куќата на стариот кајмакам. Кајмакам од Дилавер се уште ли е тука? Да, господине. Командире, кајмакам од Дилавер се уште е во градов, а? Да, господине. И неговата куќа претресовте, нели? Да, господине. Поради омразата кон маскираниот си да не фрлаш во оган, Димитри. Што зборуваш, бе ти? Ништо не можеме да преземеме пред да зборуваме со нашите луѓе таму. Вечерва ќе го нападнеме селото Фенерхан. Нема да оставиме камен до камен. И види, сите од куќата на млекарот сакам да бидат мртви. Сите да се убијат. Разбравте ли? Не разбравме. Заради лутината кон маскираниот сите не уапсија, ќе не обесеа таму. Тој што се плаши од бесилка, нека не доаѓа со мене. Ајде сега да видиме. Кој доаѓа со мене? Плашливци! Сите се плашите од маскираниот, така ли? Немој така да зборуваш, Димитри. Јорги е во право. Треба да се информираме од нашите луѓе. Да видиме дали имаат преземено некои мерки. Па потоа да действуваме. Моја Хатиџе, Ајде. Доста ме Ако, нека биде многу. Чекај да видам што да ти дадам уште нешто. Земи, ајде. Добро. Молчете сите и слушајте ме сега. Ќе ја кажам радосната вест. Ајде, кажи ја тогаш радосната вест. Не кажувам. Прво си го сакам муштулукот. Муштулукот. Па ти реков прво веста, па после муштулук. Јас што ти реков тебе, Рамис Ефенди? Си го сакам мојот муштулук. Ајде, дај ми го. Колкав муштулук. Бога ми, Рамис Ефенди, веста е толку голема така да според тоа треба да дадеш. Види, Фатма, ако веста не е радосна, ќе ги земам парите назад. Така ли велиш? Кога ќе ја слушнеш веста, ќе треба да станеш да играш чочек, да играш, Рамис Ефенди, да играш, а? Бога ми, во право е мајка ми, а? Господе, што вест ке беше ова што ќе треба да станам да играм? Размисли. Размислив. Не ми текна, кажи. Добро. Тогаш да кажам ли? Кажи. Хатиџе? Ајде бе, нема муштулук од мене, зашто не кажуваш? Врати ми Не, парите не ти ги назад. давам. Врати ги, Фатма. Не ги враќам. Ти ги реков. Не. Како бе? Не ти ги давам. Хатиџе, премина ти ме постави ги. Остави ги, јас ги спечам во овие пари. Што рече ти? Така. Дедо ќе станеш, Рамис Ефенди. Ја? Дедо ќе станеш, Рамис Ефенди. Хасан, жена ти е бремена. Какво се случи?
Стрелата излегла и ја погодила целта. Хасан, Машала, машала. Убаво ми изгледаш, Джабар Ефенди, машала, добар си добар. Благодарам, госпоđa Ведија. Јадеш. Се надевам, не те вознемири. Не, никако. Ако сакаш, можеме заедно да јадеме. Не, јас јадев, благодарам. Тебе нека ти е на здравје. Човек кога живее сам, му се случува често пати да заборави да јаде. Во право си. Со едно крило птица не лета, Джабар Ефенди. Во право си. Јас сакав да се видам со тебе во врска со... Знам. Те интересира моето трло. Токму така. Ти сакаш да го продадеш, а јас сакам да го купам. Па штом ти сакаш, а и Господ ако даде, ќе се договориме. Дај Боже така да биде. Добро, тогаш е да влеземе внатре да позборуваме, а? Ајде да поразговараме. Повели? Направи му на Хасан. Повеле? Благодарам. Не пиеш ли? Не пијам. Дај ми една мене. Рацете да ти се позлатат. На здравје. Хатидже, шеќер паре. Значи, бремена си. Немој така да велиш, Хасан, се срамам. Што има тука за срамење, Хатидже? Во право е, машти. Што има за срамиње? Мојата убава ќерка со бело лице. Душичке моја. Машко ли е или е женско? Машко. Од каде знаеш? Господја Бедија ни кажа? И знаеш ли колкаво е? 1,5 недела, скоро 2. Толку. Хатидже моја шеќер паре, баклаво моја. О, Господе, колку само ме израдува, Фатма, штом велиш дека ќе биде Машко? Машко е, Машко. Да му го дадем името на мојот покоен татко. Хусейн. Може. Зошто да не му го дадеме името на татко ми? Хусумен? Не може. Не е убаво? Не. Хусейн е поубаво име. Подобро звучи кога се изговара, нели? Да кажам ли? Кажи. Види. Еве да речеме дека е тука. Хусейн, синко. Види како звучи. Хусейн. Добре. Добре, нели? Слушнете го ова. Да слушнеме? Тука. Хусумен. Види, се уплаши и падна. Така е, Рамис, така е. Падна кутриот. Стани, Хусейн, не плаши се. Хусейн. Хусумен, нели така, женичке? Не знам. Од каде знаете дека ќе биде Машко? Може би е женско? Не може толку лесно да се одреди? да, не може да се знае толку рано, не е можно тоа, нели? Машко ќе биде и ќе се вика Хусумен. Машко ќе биде, Хусейн ќе се вика. Хусумен ќе биде. Хусейн ќе биде, реков. Хусумен ќе биде. Хусейн, реков. Хусумен. Добро, чичко Рамис, зошто се карате? Дајте му ги двете имиња. И Хусумен, и Хусейн. И ќе биде Хусмен Хусейн. Хусмен, Хусейн. Ај, Господ да те благослови, синко. Што убаво рече. И двете имиња да му се дадат. Хусумен, Хусейн, Хусумен. Фатма. Што? Тогаш Хусейн, Хусмен. Може. Не. Хусумен, Хусейн. Хусейн, Хусмен. Хусейн, Хусмен. не, Готово. не. Хусейн, Хусмен. Готово е. Хусмен, Хусейн. Хусейн, Хусмен, реков. Хусумен, Хусейн реков. Прво Хусейн, после Хусмен. Прво Хусумен, после Хусейн. Чие дете ова, твое или мое? Дојди. Оф.
Кој е? На Песочан кај Макамот, Абдул, господине Дилавер. Полека, 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 облечи се. Ајде да ми ја чуваш убаво, Хатидже Хасан. Можеш ли? Ќе ја чуваш ли? Ја пазам, татко Рамис, види. Фатма, да не ја пуштаме. Не може, Рамис Ефенди. Мерием, земи го ова. Треба да пие многу млеко, земи. Да земам. Добро, утре ќе ви пратиме уште. Добро. Ама немојте вие да пиете, таа нека пие. Мама, немој да се мачеш толку многу. А, какво мачење? Ти сега си со две души. Ти и Хусейн Хусмен. И ти, и Хусмен Хусейн. Ајде, одите побргу да не се прелади мојата Хатидже. Е, бај тогаш. Не. Одете полека. Полека. Да не Грижи пази се ти, мојата татко Хатидже. Фатма. Ајде, пријатно, полека, ајде, добра полека. ноќ. Може ли да знам која е целта на вашата посета? Секако дека ќе да знаете, господине Дилавер. Тогаш повелете. Ве слушам. Ме интересира нешто, затоа сум дојден тука. Пред некое време ви беше одземена функцијата. Скоро 2 месеци се поминати. Одговорете ми зошто не го напуштивте градот. Тоа вас воопшто не ви интересира, господине Абдул. Не знам дали знаете, господине Дилавер. Украдена една машина за печатање. Оваа работа ја испланирал еден еранимајко. Маскираниот го викаат. Сега тој со неговите соработници планираат да издадат вестник во Песочан. Ама... Зошто се тоа мене ми го кажувате, господине Абдул? Направив една мала истрага поврзана со вас, господине Дилавер. Причината за која бевте испратени на должност е сомневањето за вашите активности во Унијата во Истанбул, затоа ве пратя во Песочан. Да, вистина се посомневаа, но тоа не го докажа господине Абдул. Смирете се, господине Дилавер. Нема потреба да се вознемирувате. Одговорете ми на прашањето. Зошто не го напуштивте Песочан? Мене ова ме интересира. Тогаш да ви кажам. Не го напуштив Песочан затоа што... Зашто што? Затоа што ќе се оженам со една девојка од овој град. Може ли да знам која е целта на вашата посета? Секако дека ќе да знаете, господине Дилавер. Тогаш повелете. Ве слушам. Ме интересира нешто, затоа сум дојден тука. Пред некое време ви беше одземена функцијата. Скоро 2 месеци се поминати. Одговорете ми зошто не го напуштивте градот. Тоа вас воопшто не ви интересира, господине Абдул. Не знам дали знаете, господине Дилавер. Украдена една машина за печатање. Оваа работа ја испланирал еден еранимајко. Маскираниот го викаат. Сега тој со неговите соработници планираат да издадат вестник во Песочан. Ама... Зошто се тоа мене ми го кажувате, господине Абдул? Направив една мала истрага поврзана со вас, господине Дилавер. Причината за која бевте испратени на должност е сомневањето за вашите активности во Унијата во Истанбул, затоа ве пратя во Песочан. Да,
Вистина се посомневаа, но тоа не го докажа господине Абдул. Смирете се, господине Дилавер. Нема потреба да се вознемирувате. Одговорете ми на прашањето. Зошто не го напуштивте Песочен? Мене ова ме интересира. Тогаш да ви кажам. Не го напуштив Песочен затоа што... Зашто што? Затоа што ќе се оженам со една девојка од овој град. Што се случува долу? Строги мерки се превземени, Димитри. Секаде се претресува. Немојте од тука да мрднете. А зошто претресуваат? Украдена е машина за печатање. Кај мајка од полуде. Под дрво и под камења бара. Заглавивме. Останавме овде. Што ќе правиме сега, Димитри? Ќе чекаме. Ќе чекаме до некое погодно време. Да? Пред малку од државниот центар дојде еден доверлив документ, Мазар Паша. Дај го. Излези. Дозволете, господине Христов. Вие можете да го прочитате и пред мене. Мазхар Паша. Слушнавте што рече помошникот. Многу доверлив документ е ова. Ве молам излезете надвор. Вие уште не можете да сватите дека јас сум помошникот на Валијата за регионот на Македонија. И јас имам право да знам што пишува во тој документ. Сега ве молам, прочитајте го на глас. Печатот на Садријазма Халил Рифат Паша. Неговото височество Султан Абдул Хамид Паша наредниот месец ќе излезе на една прошетка околу земјите на империјата. Се информираат сите одговорни на регионите кои ќе бидат на патеката на прошетката на Султанот да започнат со подготовките, да преземат одредени мерки на предпазливост. Наведената информација треба да остане во голема тајност. Исто така, никој не смее да дознае за оваа информација. Овој документ е лично подпишан од Садријазмот Халил Рифат Паша. Оваа информација ќе остане помеѓу нас двајца, се додека не примите втора наредба. Што читаш, бе, море? Данте, божествена комедија. Данте, божествена комедија. Така ви стана животот. Што да правиме, ете така бидна. Море, магар едно. Таков сум. Ајде, тргни една. Се плашам дека ќе ти го наплатат ова. Види вамо. Немој да ја изгориш Зарифе. Ќе добиеме внук, јас ќе станам дедо.
А јас ке станам баба, Рамис Ефенди. Нека дојде прво на свет. Нека дојде. Нека дојде, па ќе седне в скут кај дедо, ќе му ги земам рацете и ќе му ги мирисам вака, после ќе земам, ќе го касам за ноџињата, вака, после ќе му ги земам в уста, вака. На здравје, нека ти е. Рамис Ефенди. После, нека порасне, па јас ќе го научам да се качи на Нека се чамуш. качи. После да молзе млеко. Да молзи? Да продава млеко. Потоа да вика млекар, млекар, млекар. Рамис Ефенди, Господ почна да ни се смее. Види, нашите животинчиња ги вративме назад. Девојчето ни е бремено, внукот ни е на пат. Ти ќе станеш дедо, јас баба. Треба да ставиме една мајлија против уроци. Да земеме. Добро, ќе земеме. Со Господ на помош и на другите керки нека им излезе некоја среќа. На Вахиде не излегува. На Зарифе не може. Зошто не може на Зарифе? На Зарифе нема да излезе среќа. Што зборуваш ти така, не разбирам. Зарифе е моја керка и јас знам дека Господ ќе ја подари многу убави денови незе. Не сакам така да зборуваш. Господ е голем и незе ќе ја подари среќа. Молчите, молам, молчи. Фатма, јас знам што зборувам. Што зборуваш, бе, човеку? Кој да ја побара Зарифе, јас нема да ја омажам се додека не посака самата. Не слушна ли денес што рекоа? Кој што рече? Алекс на Зарифе. Слушнав. Како земјата и сонцето ќе биделе далеку еден од друг. Немало да се спојат, ама пак ќе се сакале еден со друг цел еден живот. А ние нема да им дозволиме да се видат, нема да им дозволиме да се земат, да бидат заедно, да се венчаат. Не. Не може такво нешто. Не може, никако не може. Така е. А и ние колку и да не им дозволуваме на децата, тие пак ќе си се сакаат еден со друг. Рамис Ефенди. Молам? А ако направат некоја лудост, Господ да чува, а? Не, нема да прават. Од каде знаеш? Јас знам. Ја познавам Зарифе. Си ја познавам ќерката. И Алекс го познавам добро. Алекс многу ја сака Зарифе. И не сака ниту еден лош збор да слушне за Зарифе. Не сака. Така ли велиш? Така велам. Вака. Цел живот ќе се сакаат, ама никогаш нема да бидат заедно. И цел еден живот нема да бидат среќни. Ете вака. Цел живот ли? Цел живот. Вахиде? Вахиде, да поразговараме малку. Вахиде, те молам, послушај ме. Со што викаш, бе? Сакаш татко ми да слушне? Ако треба, нека слушне. Ајде. Те молам малку да поразговараме. Кажи, те слушам. Тука долу. Што е, што сакаш? Знам. Знам дека си лута. Ти поверував. Ти се доверив. Доктор си. Помислив дека правиш добра. Ама во право си бил Мустафа. Јас сум неписмена селска девојка. Не ми сече умот толку. Всушност, ти си бил доктор кој
Наместо да лекува рани, тој ги отвора. Јас не правам ништо лошо. Само те заштитувам тебе и твоето семејство. Кога одлучи да не заштитуваш нас, кога ми велеше дека ме сакаш, кога велеше дека сакаш да се ожениш со мене, колку лесно ти било да натераш девојка да се заљуби во тебе, и тоа селска девојка. Да ме гледаш во очи и да ми кажеш дека ме сакаш. Те мразам. Те мразам. Те мразам. Ме слушаш ли, те мразам? Те мразам. Јас те мразам тебе. Ги донесе? Ајде да ги ставиме. Добро утро, татичко! Добро утро, татичко! Добро утро, девојчиња мои! Добро утро! Дојдете да ве бакнам, дојдете! Дојдете да ве бакнам! Добро утро, Фатма! Добро утро, дедо Рамис! Ајде, девојчиња, Хатидже! Не, Хатидже ја нема, таа се омажи. Вахиде, Зарифе, ајде, дојдете сите, наредете се тука, ајде! Фатма, што се случува, бе? Што се случува? Сега ќе плетеме джемпер, елек патики за нашиот внук. Сега ли? Сега велам, а не ти велам тебе. Ти терај си ја твојата работа, ајде. Одам, плетете се што треба за мојот внук. Не ли е така, ќамуш? Каде ли остана, ајде? Ајде, одиме. Вахиде, Одиме, бе? Одиме, Зарифе, ќамуш. каде сте? Ајде. Ајде, Одиме. мајко. Ајде, што чекаш? Дојдете, имаме многу работа. Мајко, што ти е тоа во раце? Ајде, ќамуш, ајде, Како ќамуш. што? Ајде, бе, ќамуш. Ова е штит, а ова е меч. Вака кога зборувам ќе разбереш. Ајде, имаме многу работа. Треба да плетеме джемпер, елек и патики за внукот. Дојди ти да видиш како се плете, ајде. Мамо, ти знаеш дека јас не сакам да плетам. Кога ти велам дојди, ќе дојдеш. Плети, ќе плетеш. Дојдеш, плети, ќе плетеш. Тетка стана, ајде, бргу, ајде. Ајде, полека. Шекер паре моја, баклава моја, да не настинеш. Не грижи се, маженце. Мерем, ти ја оставам Катиџе, ти да се грижиш, да ја чуваш, да не и влезе раката од топло во Ти ладно. воопшто не грижи се. Ајде со здравје. Ајде, довидување. Ајде. Довидување. До се смеете, бе, будалчиња. Таа ми е сопруга. Мерем, како што ти реков, убаво да ја чуваш мајката на мојот буцко. Добро, ајде. 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 Орелски крила, как да си метнех и в наши страни да си прелетнех. Орелски крилја, јас да си имам, да видам Стамбол, тебе да те видам. Две обратни правиш, а две прави. Мамо, ма ништо не можам да направам. Ова не влегува во ова внатре? Ете, види како влегува моето. Виде ли како помина? Ти ги погодуваш тие парчиња метал во воздух, ова не можеш да го правиш, Вахиде, срамота. Што се смеете, бе? Ете, не може ме фаќа склет. Добро, Вахиде, добро.
Ајде, земи го во врака. Види ги девојчињата како прават се. Браво за вас. Е, па тоа и јас го правам. Тоа го правиш. Каде е Зарифе? Па не знам, доаѓаше позади мене. Каде е тогаш Зарифе? Зарифе! Што се смеете, бе? Ајде, гледайте там. Ајде, земи го врака, земи, ајде. Две обратни, две прави. Ете, вака ќе правиш. Вака ќе префрлаш. Не може. Вака ќе повлечеш. Ајде да видиме, ајде. Аман, мамо, не можам. Ете, не можам да направам. Две обратни правиш, а две прави. Мамо, ма ништо не можам да направам. Ова не влегува во ова внатре? Ете, види како влегува. Види како влегува моето. Видели како помина? Ти ги погодуваш тие парчиња метал во воздух, ова не можеш да го правиш, Вахиде, срамота. Што се смеете, бе? Ете, не можеме, фаќа сыклет. Добро, Вахиде, добро. Ајде, земи го во врака. Види ги девојчињата како прават се. Браво за вас. Е, па тоа и јас го правам. Тоа го правиш. Каде е Зарифе? Па не знам, доаѓаше позади мене. Каде е тогаш Зарифе? Зарифе! Што се смеете, бе? Ајде, гледайте там. Ајде, земи го врака, земи, ајде. Две обратни, две прави. Ете, вака ќе правиш. Вака ќе префрлаш. Не може. Вака ќе повлечеш. Ајде да видиме, ајде. Аман, мамо, не можам. Ете, не можам да направам. Хатиџа, зошто креваш толку тешко? Што ќе ми биде ако носам тешко, Меријам? Како што ќе биде? Бремена си. Да не чуе, некој ќе помисли дека утре ќе се породам. Само пред Хасан сум таква. Што? Пред Хасан си таква? Знаеш, кога тој се разболе, душата ми ја извади. Сега јас му враќам. Добро тогаш. Ама, ајде сега влези внатре и седни малку. Одмори се. Ајде. Тогаш јас ќе одам да подготвам јадење. Ајде, добро. Подготви. Ајде. Господјо Меријам? Господине Дилавер. Сакам да зборувам нешто приватно со вас, ако може. Добро. Влезете внатре да ви сварам едно кафе. Ајде. Благодарам. Јас сакав да поразговараме малку насамо. Ако ми дозволите. Навистина? Може ли да пешачиме? Да пешачиме? Секако може. Дилавер, господине. Добро утро. Исто и на тебе, Зарифе. Ете, сите вела дека заради Зарифе, Алекс не се ожени. Добро, каде оди вака? Господјо Меријам, тоа што ќе ви го кажам ќе ве зачуди многу. Навистина? Навистина. Знаете дека бев отстранет од функцијата кајмакам. Знам, многу ми беше жал. Ви благодарам. Ама, јас се уште сум тука како што гледате. Не отидов. Затоа што не можев. Поради една многу важна причина. Останав тука затоа што многу ми е тешко да ви кажам. Господјо Меријам, како што ви реков, тука
сум затоа што причината поради која останав тука, господјо Меријам, всушност сум во многу тешка ситуација, господјо Меријам. И за да се спасам од оваа ситуација, ми треба вашата, како да кажам, помош ми треба. Господјо Меријам, накратко кажано, сега ќе ви кажам, ве молам да не се лутите. Ве молам. Не верувам дека би се налутила. Зошто да се лутам? Јас викам да се земеме. Може ли да се случи вакво нешто, а? Секој ден доаѓам тука. Секогаш ќе доаѓам. Секој ден ти кажам колку те сакам. Повторно ќе кажам. Ќе те сакам до крајот на мојот живот, Алекс. И што со мене? Сакате да се ожените со мене? Да. Не. Поточно, не е баш така. Како не така? Тогаш како? Всушност јас не зборувам за вистински брак. Вие знаете дека тука издаваме еден весник. Знаете, тоа е многу тајно и не се знае дека и јас сум замешан во таа работа. Бидејќи сум разрешен од функцијата, единствената причина за која би останал и никој да не се посомнева е тоа да се оженам со вас. Така ќе имам причина. И никој нема да се посомнева, господјо Меријам. Дали ме разбирате? Или може би не ме разбирате? Господјо Меријам, добри ли сте? Добро сум. Јас се извинувам. Не, нема ништо. Јас се извинувам, погрешно разбравте. Јас не ви објаснив добро. Го повлекувам зборот, господјо Меријам. Го повлекувам зборот. Да одам, господине, кај макам. Ги имам оставено лиштата. Да одам, да видам сам. Господјо Меријам, ве молам, простете ми. Простете ми. Да мислиме дека воопшто не сме разговарале околу ова. Може ли така? А? Може ли? Меријам, каде одиш? Деца, кој ќе ми ги изброи годишните времења да видам? Мето, изброј ги ти.
Пролет, лето, есен, зима. Пролет, лето, есен, зима. Браво. Сега кој ќе ми ги наброи деновите? Алекс, може ли да поразговараме малку? Секако. Деца, вие продолжете. Повели дедо Попе, што има? Алекс, многу ми е жал. Јас морам да ти го кажам ова. За жал, морам да те отстранам од должноста во ова училиште, Алекс. Што? Не ќе можеш да бидеш учител во ова училиште, Алекс. Зошто го правите ова, дедо Попе? Сгрешив ли нешто? Не разбирам, дедо Попе. Тој човек го побара тоа, нели? Господинот Кристо. Оваа наредба од него дојде, нели, дедо Попе? Секако. Секако. Дава толку пари за помош на црквата. Од него ли дојде оваа наредба, дедо Попе? Посвести се веќе, Алекс. Ова наредба дојде директно од архиепископот. Архиепископот не прима ничија друга наредба. Се гледа. Се гледа дека од никого не прима наредба. Се гледа, Претеруваш дедо Попе. малку, Алекс. И јас не сакам вака да биде. Ти самиот сакаше вака да биде. Ја изгуби целата своја почит, нели? Јас, дедо Попе, до ден денес го правев тоа што го знам. Од никого не примав наредби. Ниту господин Кристо, ниту пак некој друг не може да ме подкупи со пари. Каму да имаше црквата токава почит, дедо Попе? Алекс. Што ме така, Попе? Така нека биде. Господ е голем. Сега дозволете ми да се збогувам со децата. Сарифе, Алекс, од каде доаѓаш? од кај дрвото. Така ли? Да. Го видов парчето што си го врзал. Ти не си на училиште? Мене од училиштето ми избрка. Што? Ама како може така? Така требало. Многу ми е жал, Алекс. Ти си многу добар учител. Што ќе права децата сега? Ќе дојде друг учител и готово. А ти? Јас ќе почнем да работам со дедо ми. Алекс? Абе, ние те предупредуваме, ама ти не слушаш, а? Што сакате од нас? Губете ни се од патот. Ако те видиме со девојка муслиманка, лошо ти се пишува, ти реков. Се сеќаваш ли, бе? Ми се од патот, што сакаш од нас? А што ако не се тргнам? Нека си оди Зарифе. Мене кажете ми што имате. Не може. Сите заедно ќе зборуваме. Еј, тргнете се од нас, бе! А што ако не се тргнеме, бе? Немој повеќе да ме нервирате. Алекс! 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 Удри по девојката, бе! Удри! Алекс! Удри! Удри! Алекс! Удри! Удри ги! Удри ги, бе, удри ги, удри! Боли, а? Боли, удри, удри!
Ајде, доставиме, да си одиме. Ако не земеш Македонка, ваков ќе ти е крајот. Мустафа, сакам да те прашам нешто. Прашаме, Чичко Рамис. Сега вие сакате да го смените од власт неговото височество господарот Абдулхамид хан. Да. Да кажеме дека го сменивте. Што ќе се случи? Ќе се создаде устав, Чичко Рамис. Ќе имаме парламент. Нема ли да има одговорен за државата? Ти кажав, ќе имаме парламент. Ќе имаме парламент? А колку луѓе ќе има во тој парламент? Може би 100, може би 200, може би и повеќе. Ќе има 200 одговорни? Султанот ќе биде одговорен, ама неговото влијание ќе биде ограничено. Значи една глава да не управува со телото, така ли? Кажи. Сега, Димитри, слушайте ме внимателно. Зборувај, те слушам. Наредниот месец, султанот Абдулхамид хан ќе дојде во посета на Македонија. Навреме ќе ви ги кажам сите потребни информации и се што треба да направите. Значи... Да. Епа, јасно е што сакам од вас. Сакам да извршите атентат врз султанот Абдулхамид хан. Ти сакаш да го убиеме султанот Абдул Хамид, така ли? Убаво разбрав, така? Да, така е. Што велиш? Многу ми е мило што нам ни ја додели оваа работа. Да знаеш. Да, и јас така си мислев. Извесно време, не се појавувајте наоколу додека не добиете информација од мене. Ме разбирате ли? Во ред. Разбрав. Ги известили и одговорните луѓе за моето патување во Македонија, Паша? Да, височество. Мустафа, немој, не си играј со ќамуш. Види, Мустафа, сега ти оди си полека по овој пат до кај кајмакамот. Јас ќе одам од тука да го продадам млекото. Во ред? Сакам да те прашам нешто вечерва. Да ни проработи мозокот. Ајде. Ајде? Ајде. Ајде, ќе се видиме вечерва. Ајде, бркај работа. Кои се оние, бе? А? Некој лежи на земја. Зарифе! Зарифе! Ќерко! Алекс! Зарифе! Зарифе! Алекс! Што ви се случи вам? Има ли некој? Има ли некој? Има ли некој? Господине Ахмед! Дојди, помогни ми, дојди. Дојди да ги кренеме. Да ги кренеме. Ахмед Ефенди! Дојди ваму. Јорго, дојди, помогни ми. Види што е историја на децата. Дојди да им помогнеме. Дојди да ги кренеме. Јорго, дојди ваму, бе. Пу!
Мустафа! Мустафа, дојди! Мустафа! Мустафа, дојди! Мустафа, дојди! Мустафа! Мустафа! Зарифе, Керко, што ви се случи? Кој ви го стори тоа? Кој ви го стори ова, проклета е? Кој ви го стори, проклета е? Срам да ви е на сите вам! Срам да ви е! Одете си, какви соседи сте вие, бре, одете си! Чичко Рамис? Дојди, Мустафа! Трчај, Мустафа, Мустафа! Види, види, Мустафа, гледаш ли што им сториле? Гледаш ли што им Господе, што се сториле на случило децата? овде? Што сториле? Алекс! Чичко Рамис, донеси ја веднаш количката. Количката? Ајде, мораме да одиме дома. Количката? Зарифе? Се уште ли сте тука, бе? Тргнете се, бе! Тргнете се, бе! Чамуш! Брзо! Брзо! Чамуш! Ајде! Ајде! Ајде, Чамуш, брзо! Брзо! Алекс? Дојдам! Оди, бе! Чамуш! Дојдов! Ајде, побрзај! Дојди, 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 дојди. Ајде, Мустафа, ајде. Ајде да ги кренеме. Крени, крени ја, така полека, полека, полека. Алекс, Алексинко, стани. Ајде, кажи нешто. Кажи нешто. Мирием, те молам, кажи ми, што се случи? Зошто си вознемирена? Што зборувавте со кај макамот, а? Нешто лошо ли ти кажа? Не е ништо. Тогаш зошто плачеш ако не е ништо, кажи ми? Не е ништо. Онака плачам. Јасно е што сакам од вас. Ќе ви ги кажам сите потребни информации и се што треба да направите. Не се појавувајте наоколу додека не добиете информација од мене. Во ред. Тогаш ќе чекам вести од тебе. Ќе имам син! Гусмен ќе се роди! Здраво, господине Љутфула! Добар ден! Ќе имам син, ќе се вика Хусмен! Ајде, со среќа. И благодарам! Татко Рамис вели Среќа, Хусейн, но дека јас велам Хусмен! Чекај, чекај, тетка Ѓул! Да си жива, ќе имам син! Ќе имам син! Син ќе имам, ќе се вика Полека, Хусмен! Хасад, Ајде, полека. ајде со здравје, ќе имам син! Ќе имам син! Господине Агоп! Треба да ти кажам нешто многу важно. Кројачот Хасан ќе стане татко. Кажи што ќе кажеш, луд кројач. Јас, кројачот Хасан. Кој ќе стане татко? Јас, кројачот Хасан. Јас ќе станам татко и тоа на машко, татко на Хусмен. Нека е со среќа. Благодарам. Ајде, пријатно. Го познавате ли Хусмен? Не го познавате? Тоа е мојот се уште нероден син. Мојот син Хусмен. Ајде. Ќе имам син. Од каде знаеш дека ќе имаш син? Бедија би кажа. Сигурно не измислува. Ако го кажала Бедија, вистина е. Јас самиот ли го измислувам ова срамота? Љубоморна. Ти си лош. Пријателе, ќе имам син. Глупав си, Дилане, глупав. Како може да кажеш такво нешто? Зарем така се запросува жена? Уште си велам дека ова ќе биде моето оправдување. Оф. Мака му. Хасан, брате, ќе ти објаснам се од почеток. Прво јас да ти кажам. Јас не сторив ништо лошо, немав никаква лоша намера. Ти ништо не стори. Јас стори се. Што си направил ти, а? Ќе бидам татко. Навистина? Ајде, нека е живо и здраво, нека е.
Мамо, доста еве, гледаш, не можам веќе, не оди, не можам. Ајде, дај ми го тоа да го видам. Дај да го видам. Те, Вахиде, јас толку многу сум видела, сум била во градот, но колку тебе неспособна не сум видела. Ти не знаеш ништо друго освен да пукаш со пушка. Девојчиња, видете, сестра ви исплете калчунки и во средината, видете, има дупка. Ајде, ајде, ајде. Не можам веќе. Топлина ме удри и толку од мене. Доста е. Земи го тоа во рака. Ако не го научиш тоа што ќе облечат твоите деца, ајде. Јас не размислувам за деца, мамо. Види, види, Боже, Боже, зошто да немаш деца? Затоа што не размислувам да се мажам, затоа. Види, види. А зошто не размислуваш да се мажиш? Не па така, не мислам. Добро. Ти немој да се мажиш. Ниту Зарифе нема да се мажи, во ред? Ниту јас нема да се мажам. Ниту јас. Гледаш ли каков пример им даваш на сестрите? Немојте да се мажите. Останете дома сите до едно. Вахиде! Вахиде! Фатма! Фатма! Што се случува, бе? Тато? Фатма, помогнете! Трчај, Вахиде. Фатма! Фатма! Помогнете ни! Вахиде, помогнете ни. Прво Зариф. Ајде! Алекс? 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 Дадо! Дадо! Што се случува, девојчиња? Вахиде. Оваа крпа. Земи ја и држи му ја цврсто на глава. Добро. Не е при свест. Господи, чувај ми ја ќерката. Те молам. Господе Боже. Што се случува? Мустафа. Фатма. Фатма. Кажи што се случува. Рамис Ефенди, Молам. треба да му кажеш и на ветеринарот за ова. Да не се загрижи човекот за внук му. Зарифе? Татичко, добра ли Зарифе? Мустафа, кажи, Хатиџе прашува. Добра ли е? Добила тешки удари во главата. Ама ќе се опорави. Ќе се опорави. Слушна ли, Фатма? Алекс се освестува. Зариф, Алекс се освестува. Алекс? Алекс? Добре. Алекс? Ли си, Зариф, Добре ли е, Зариф, Добре, Зариф е добра. Не мрдај. Алекс, немој да мрдаш. Може би некој пршлен ти е скршен. Не мрдај. Зариф, Ајде, мила моја, се ќе биде во ред.
Чичко Рамис, Молам, Чичко Рамис, молам. простете. Простете ми. Простете. Простете ми. Не можев да ја заштитам Зарифе. Простете ми. Простете ми. Простете ми. Прости ми, тетка Фатма. Прости ми. Зарифе. Зарифе. Тато, Зарифе, види ги отвара очите. Кажи, мама, кажи. ние не сме грешни. Случайно се сретнавме. Само разговаравме. Се колнам, не сме грешни. Да, се колнам. Само разговаравме. Толку. Алекс, кажи ми, кој ви го направи ова? Кој го направи ова, Алекс?